Може. Господине Димитриевски, денес сте заедно со пензионерите овде во Стариот градски парк. Кажете ни што е она општина Куманово го планира за Стариот парк во наредниот период и каква е соработката на општината токму со ова здружение? Најпрво сакам да се заблагодарам на иницијативата на Сдруженијето на пензионерите, кое што е едно од најдобри здруженија во државата, на вистина добро организирана структура, на свесни, совесни и лојални граѓани на нашата општина. Денеска направија акција за чистење на градскиот парк од отпадоци. Еве како што гледате и самите, иако пред 1,5 година беше поставена урбана опрема, канти за отпадоци, дополнителен број на купи, најголем дел од тоа веќе е уништено овде. И апелирам до граѓаните да се однесуваат одговорно кон нашиот заеднички имот. Инаку општина Куманово во рамки на своите програмски активности во соработка со Североисточниот плански регион веќе аплицираше со проект за целосна реконструкција на градскиот парк. Верувам дека овој проект ќе биде реализиран во иднина и веќе до крајот на годината ние ќе го имаме реконструиран градскиот парк. Активноста денеска беше поддржана и од Сдруженијето на кумановските акцијаши, кои што секогаш се тука, кога се работи на полето на зеленилото, садење на нови зелени површини, одржување, чистење на волонтерска база. Ги поздравуваме нивните активности и секако ќе продолжиме да реализираме вакви корисни проекти. Следната фаза ќе биде јавното предпријатие Чистота и зеленило да ги искоси и дополнително уреди овие површини, а се надеваме дека кога ќе биде имплементиран целосниот проект, овде ќе добиеме на ова место еден модерен смарт парк во градот Прв.